студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 9. Во судницата во Идрицово денеска продолжува судењето за пожарот во дискотеката Пулс во Кочани, во кој загина 63 лица, меѓу кои деца, над 200 беа повредени. Судењето треба да продолжи со обводни зборови на одбраната, откако на минатото рочиште сите обвинети изјавија дека не се чувствуваат виновни за делата кои им се ставаат на товар. Дел од нив упатија сочувство кон семејствата на жртвите и нагласија дека го разбираат обвинението, но не признаа вина за тешки дела против општата сигурност. На минатото рочиште воведни говори и даде одбраната на прво обвинетиот, собственикот на дискотеката Дејан Јованов, а дел од обвинетите во воведните говори ја оспорија основаноста на обвинението. Адвокатите нагласија дека нивните клиенти не презеле дејства кои би имале директна врска со трагичниот настан и дека поседувале валидна документација. Тие најавија изведување на докази и сведоци кои според нив ќе потврдат дека обвинетите не се одговорни за пожарот и дека трагедијата е резултат на институционални пропусти, а не на лична вина. Председателот на владата Христијан Мицковски денеска ќе присуствува на промоцијата на платформата за следење на проектите од општините финансирани од владата, што ќе биде нов начин на транспарентен увид и комуникација со граѓаните за трошење на јавните средства. Вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски престојува во работна посета во Брисел, при што денеска ќе учествува на самитот ЕУ Западен Балкан 2025, што го организира бриселскиот think tank Пријатели на Европа, а утре на Министерскиот совет на транспортната заедница. Николовски синоќа пак присуствуваше на настан организиран од Пријатели на Европа за учесниците на самитот ЕУ Западен Балкан 2025. Министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски престојува во работна посета на Виена, Австрија, каде ќе учествува на 32-тиот министерски состанок на ОБСЕ 2025, со кој претседава Финска. Министерот ќе има и неколку обраќања на тема на поширок заемен интерес во светло на сложениот безбедносен контекст со кој се соочува регионот на ОБСЕ. Председателот на Државната комисија за спречување корупција Адем Чучулј ќе даде свечена изјава пред председателот на Собранието, а во Собранието денеска ќе се одржи и 72-та седница. Формирана е анкетна комисија со 84 гласа за. Заеднички ја формираа власта и опозицијата, таа ќе ги испита околностите и одговорностите за 4 големи трагедии: пожарите во Кочани и во Тетово, како и автобуските несреќи во Ласкарци и во Бугарија. Мнозинството во комисијата ја има власта, а председател е од опозицијата. Ќе работи 45 дена, а потоа ќе треба да достави извештај со заклучоци до владата и до обвинителството. Ќе ги разгледува и тие кои што се најактуелни во моментов, но исто така и оние кои што се случија во времето кога господинот Филипче беше член на владата, по чиј мандат се случија и дел од овие трагични несреќи. Без да се прејудицира било каква кривична или политичка одговорност, сметам дека ако гласаме заеднички за една анкетна комисија без селективност и со истото чувство на емпатија, можеме да имаме поголеми шанси да стигнеме до некој препораки или заклучоци. Ние немаме намера како предлагачи на оваа иницијатива да водиме постапки кои што ги води јавното обвинителство и да судиме некого кој што треба да се суди таму каде што му е местото. Меѓутоа, треба да се утврди доколку има било каква одговорност, треба да видиме кои се пропустите на системот, а очигледно е дека има сериозни пропусти на системот, колку тие влијаја за случувањето на оваа трагедија. Во продолжение следува